А во општествена сцена гости ни се Бекир Адеми и Јордан Шишовски. Добро дојдовте. Вие сте дел од тимот на македонскиот тим, всушност тој ќе ја представува земјата на предстојното Венециско биенале. Тоа требаше да почне за архитектура, тоа требаше да почне во мај, меѓутоа заради коронавирусот е одложено за 29 август е отварањето. Комисијата при Министерството за култура проектот насловен сега го одбра како најсоодветен за ова представување на Венециското биенале за архитектура. Па еве господине Адеми, вие сте авторот. Како го изработивте? Прво, а второ, дали ова одложување на Венециското биенале на отварањето можеби ќе ви помогне да го дообликувате или да го доработите? Вака, најпрво ви благодарам на поканата. Инаку автор сум на проектот заедно со други коавтори. Голем е тимот. Да, тимот е проширен. Значи, одложувањето на биеналето нормално дека ќе ни овозможи надополнување на самиот концепт кој што го изработивме заедно со колегите. И меѓутоа исто така тоа нема да значи бегање од првичниот концепт кој што ни е првично замислен. Значи ќе останеме на тоа, евентуално технички подобрувања ќе имаме. Да. Добро, еве, убаво е што вие кажувате дека голем тим, редно е да ги прочитаме. Значи, Македонија на 17-та интернационална изложба на архитектура во Венеција ќе биде представена со проектот на проектантското биро Бина архитектура, насловен сега, од авторот Бекир Адеми, со група коавтори: Ана Рафаиловска, Јордан Шишовски, Амине Адеми, Енис Абовски, Енес Сефер, Дрен Невзати, Атанас Наумовски, Гаврил Бошковски, Елмедина Хасани, Нита Чаволи, Аида Бакали, Салиху и Ивана Чаловска. Комесарка на проектот е Дита Старова Черими, директорката на Националната галерија. Куратори се Бекир Адеми и Јордан Шишковски, вие сте тие нашите гости, а соработници на проектот се и Ферид Мухич и Рамуш Муарем. Тоа е една голема, разнородна група луѓе, сите специјалисти во своите области. Што значи тоа да се прави ваков еден мултипрофесионален, бидејќи ова е за архитектура биенале, но сепак собравте луѓе и филозофи, и ликовни уметници и архитекти? Целта на проектот беше, меѓу другото, дури можеби главната цел да се представи нашето општество, да се представи земјата, така што сметавме дека треба да се представи една широка група на луѓе, буквално Македонија во мало, да представиме, значи не само во смисла на различни типови на луѓе, различни категории, но и различни и професионално. Повеќето сме архитекти, но не сите се бават директно со архитектонската пракса, повеќето дел си имаат префрлено, како јас, повеќе кон теорија, кон концептуално и така натаму, дел со графички дизајн. Потребни се различни перспективи со цел да се изгради една заедничка визија, една заедничка поширока визија за целиот проект и едно пошироко представување на земјата. Биеналето оваа година се одвива под наслов "Како ќе живееме заедно", што е едно прашање кое што отвара многу подпрашања, има различни контексти, актуелни и за нас. Па дали овој проект одговара на оваа генерална тема на Венециското биенале, во кое што е познато, нели, како и другите биеналиња од ликовната уметност или од другите уметности, всушност е собир, збир на она што се нови концепти, она што е, па ако сакате, и тренд што ќе биде понатаму во светот и на архитектурата. Да, архитектурата е многу поспецифична за разлика од другите уметности кои што се многу по-концептуални, меѓутоа сепак архитектурата како медиум дава одредена слобода, посебно во овој вид на представување, така што овој објект кој што треба да биде изведен е всушност и концептуално, значи еден вид на скулптурално поставен, ќе го видите наскоро.
така што од една страна, значи, самиот објект ја представува сета оваа идеја, но и самата екипа на луѓето го представува, ја представува идејата за заедничкиот живот. Како вие дојдовте всушност на идејата? Нели сепак претпоставам дека ваша беше иницијативата, вие сте авторот. Како дојдовте на идеја воопшто да формирате вакво едно дело, ваков проект? Како прво, темата како таква ни беше интересна, не само за нормално за нашето поднебје, туку тоа е веќе тема на глобално ниво, каде што се потенцирани индивидуализми, економска поделеност на државите, на луѓето, на општествата. Потоа, значи, и ред други проблеми кои што ги знаеме. И помислив дека можеби сега е времето да се понуди нешто, така дури од тоа произлезе и самата тема на нашето решение. Значи, ако треба да се превземе нешто, тоа е сега. Тоа е сега. Значи, тоа е. Да. Сега вака јас ќе прочитам дел од образложението на комисијата која што го избра и ќе ве замолам тоа малку да го преведете за нашите гледачи и слушатели. Па вели: избраниот проект е символична представа на еден одсечок од мноштвото и непосредна асоциација на човековата идеја за дом и соживот. Се во ова концептуално открива два аспекта на просторно-временското суштествување: потребата од издвојување и заштита, наспроти потребата за симбиотска релација со околината. Тоа е дел од образложението, малку вие да ни го преведете. Да, најубаво, највидливо ќе биде се ова изразено кога ќе го видиме проектот, значи кој ќе биде готов за да се покаже во јавноста. Самата форма на објектот значи спој од две базични форми. Затоа Бекер може малку повеќе да образложи, кои што ги представуваат сите овие елементи на нашето општество. И не би сакал ако може Бекер да образува. Вака, значи се работи за пред се се работи за човекот како индивидуа, без разлика од каде потекнува, во кое општество припаѓа, која професија и така натаму. Тој сам по себе е некаков таков, не одлучивме, него сам по себе представува еден универзум. Оствари тој во тој контекст сакавме да направиме, значи, истото да го прикажеме и во и визуелно, каде што тој пресек, кој што колегата Јордан го спомна, е всушност пресекот на нашиот внатрешен универзум, нашата бескрајност, со тоа архетипското, куќата, значи, тоа основното засолниште, каде што секој нормално сака покрив над глава, и од тој некако си филозофски пресек на работите произлезе еден концепт, павилјон, кој што не треба само да се гледа само концепцијски, дизајнерски, туку ние повеќе го гледаме тоа како појава и како значи такво, значи каква порака ќе ни даде при самата посета со павилјонот. Тоа е еден мал микрокосмос каде што луѓето ќе видите и понатаму кога ќе ги објавиме, значи не очекувајте кој знае што. Меѓутоа ние сме задоволни од нашето решение, меѓутоа тоа се работи за еден павилјон кој што ги задоволува според нашите мислења, значи ги задоволува барањата за овогодинешното биенале, а тоа е еден, значи, дигитален
дигитално помирување и просторен договор на луѓето меѓу себе, исто така тие посетители кои што би го посетиле нашиот павилјон со нашиот понуден концепт ќе се најдат себе си во тој микрокосмос со елементи на не знам, ќе видите дрвени елементи, рефлектирачки плочки. Се надеваме дека пораката ќе биде дадена, ќе биде пренесена, значи бидејќи јазикот на архитектот и воопшто на архитектурата е допирна, не може само со зборови да би објаснуваме, затоа можеби ќе треба уште малку да почекаме да го видиме, значи концептот и можеби потоа ќе ни биде многу појасно. Добро. Главниот куратор на Биеналето Хашим Саркис вели дека светот во кој живееме на архитектурата и поставува нови предизвици. Политички, социјални, но и во однос на просторот. Дали нашиот проект, овој што го објаснуваме сега, одговара на оваа генерална концепција на Венециското биенале на архитектура? Да, секако тоа не беше намерата, секако, нели, кога ќе изработите едно дело или кога ќе искажете одреден став, треба нели да почекаме да излезе во самата јавност, да излезе во целата таа целиот тој мегдан, и тука ќе го добиеме фидбекот, всушност, тоа е целта. Ние сметаме дека го представува тој елемент, значи ги има тој елемент на предизвик, на новите предизвици што ги донесува светот во економска, во еколошка, во социјална смисла. Точно. Значи имаме и изборот на материјал, целосно изработено дрво со исклучок на мали рефлектирачки елементи кои што имаат повеќе концептуална идеја да не поврзат со нас самите. Изборот и на самите форми, значи тоа е спој помеѓу, да речеме, традиционалното, кое што не е толку видливо, значи тоа не е некоја едноставно представување, но меѓу традиционалното и современото, меѓу оние чисти форми на, да речеме, модерната и оние да речеме, заоблени форми на минатото, да речеме, еден вид на спој помеѓу сакралното и профаното, така што ги има сите тие елементи и го има оној архетипски елемент на куќата како дом. Така што сметаме дека ги представува. Добро, сега сакам да прашам некои попрактични работи, например, каде ќе биде сместен павилјонот на Македонија во Венеција? За наша среќа, можам да кажам, претходните биеналиња, пошто бидејќи во 2012 сум учествувал како соработник во биеналето, во претходните биеналиња, значи се изложува, значи изложбите се реализира во Арсенале, тоа е една градина во Венеција, Арсенале, Џардини. И ова година исто значи беше така планирано во Арсенале, меѓутоа на крај планот се смени. Можам да кажам дека за наша среќа и ќе биде сместен во објектот на УНЕСКО во Палацо Зорзи во Венеција, во непосредна близина на плоштадот Сан Марко и значи помеѓу плоштадот Сан Марко и биеналето, Арсеналето. И тој простор некако како да ни стави печат на нашето решение, на нашиот концепт, се уклопи во тој простор. И самиот факт дека просторот го користи и собственик на тој простор, на тој објект е УНЕСКО, е дополнително охрабрување за нас, бидејќи темите некако спонтано се поврзуваат меѓу себе и затоа сме задоволни, среќни сме за тоа, бидејќи нашите интуитивни
сетила некако тоа што сме го замислувале, тоа што сме го планирале и замислувале, некако спонтано се потврдува. Се надеваме дека резултатот ќе биде добар. Да. Кажете ми, вие конкуриравте на конкурсот за проекти од јавен интерес на Министерството за култура. Дали се доволно средствата што ги одобри Министерството? Искрено да ви кажам, ако како што тврдат, значи од Министерството дека за закуп, пошто таа е најголемата ставка, нема да има потреба за плаќање закуп, тогаш мислам дека значи тие средства ќе бидат доволни, бидејќи знаете и вие и сите биеналиња се со тешкоти, колегите се соочуваат со тешкоти. Оваа работа и бара навистина релаксираност, најмалку во финансиски аспект и бара концентрација кон самата работа и затоа што знаете во тоа биенале е една од најпосетените и најпрестижните манифестации во светски рамки и нормално треба повеќе да им дадеме можност не само за нас, туку и за другите културни манифестации кои што младите колеги сакаат да учествуваат. Треба максимално да се поддржуваат. Така е. Многу ви благодарам што одвоивте време да дојдете во утрински брифинг. Ви посакувам успех и се разбира до август ќе се видиме уште и ќе знаеме многу повеќе како ќе изгледа македонскиот павилјон во Венеција. Благодарам. Благодарам.